Околу 2000 повозрастни граѓани на Битола се вакцинирани со вакцината AstraZeneca, стотина од разни причини се откажале, а овие неколку денови 600 лица се вакцинираа со Pfizer вакцината, колку што беа испратени дози. Сепак сите оние што се имаат пријавено за вакцинација, нестрпливо очекуваат во вторник да започне масовната имунизација со кинеската вакцина Sinopharm, за што се подготвува регионалниот центар за имунизација во спортската сала на Медицинското училиште во Битола. Ке се покрива регионот со граѓани од Битола, Прилеп и руралните општини од Пелагонискиот регион, а главен носител на процесот на имунизација ќе биде здравствениот дом во Битола. Ќе работат околу 50 лица кои што ќе вршат вакцинација, во 2 смени ќе биде и се надеваме дека од наредниот вторник, доколку се заврши во најдобар ред, дека ќе почнеме со вакцинација. Ќе се започне со многу поголеми дози, некаде по 1800, зависи од термините, 1800, ќе видиме колку ќе бидат закажени термините за вакцинација. Бидејќи пикот на пандемијата во Битола помина пред 10 дена, загрижува фактот што помладата популација онака лефтерно пак си тера по свое. Тајфи на тинејџери, адолесценти, студенти и други групи во градскиот парк и на градското шеталиште си прават дружби и седенки, на отворено и без маски, а сега повторно нагргнаа по кафулињата и рестораните. Великденската и првомајската традиција во наредните денови може само да се претпостави какви состојби ќе донесат, а последиците со сигурност може да се рече дека ќе стасаат во третата декада на месец мај. Покрај кафулињата, вистински потенцијал за пренесување на коронавирусот, барем во Битола, е градското шеталиште и паркот. Тука се збираат претежно младите и се создава еден вистински парадокс, додека возрастните чекаат редови, пројавуваат интерес за имунизација, младите едноставно сакаат да уживаат и да излезат од стегите на пандемијата и сите мерки кои што доаѓаат со нив.